Денеска пред нас како предлог закон за дополнување на законот за пратениците, поднесен од Левица, нудиме насушно потребно ограничување на патните трошоци. За причините за поднесување на овој закон по скратена постапка би издвоила неколку. Првата причина е тоа што не е обремен и не е комплициран овој закон и може да се донесе по скратена постапка. Втората причина е тоа што сметаме дека јавноста веќе долго го артикулира овој проблем и директно влијае по достоинството на собранието, достоинството на сите пратеници и довербата во институциите во политичкиот систем. Третата причина, нормално и нашата причина лична, како антиестаблишмент партија, пробуваме да го вратиме тоа што некогаш народот го имаше, а тоа е политичка моќ. Затоа што всушност овие денеска кои ја владеат државата, ВМРО-ДПМН, токму нивниот министер и фридманист ги укина привилегиите, тоест потребните односи кои работодавецот треба да ги исполни со своите работници. Нивниот министер Трајко Славевски ги укина патните трошоци за работниците, за сега само тие да имаат било какви привилегии. Предлог законот нуди рационална равенка. И затоа што политичките партии овие денови да си ја исперат својата свест, својата ненаситна лакомост, покрај тоа што народот знае дека ги злоупотребуваат трошоците, и во ментална гимнастика пробуваат да го наметнат тоа како неопходно и нужно за работата на пратениците, а како популистички трик на левица, ние, драги пратеници, ви нудиме конструктивна равенка. Да беше популистички, ќе ви поднесевме повторно укинување на патните трошоци, што патем ВМРО-ДПМН во претходниот мандат го гласаше кога СДСМ беше на власт. Ние сега, на основа на конструктивност, ви нудиме равенка да се пресметуваат патните трошоци. 6,5 литри на секој изминати 100 километри. Затоа што сега, противзаконски, одредбата се толкува, па затоа и цицате пари за амортизации, цицате пари за патарини. Со оваа наша равенка и одредба, еднаш за секогаш, јасно да ги дефинираме патните трошоци, за да не можете вие да се богатите на основа на вашата фрустрација што не сте министри. Не ви е никој крив што не сте министри и што не можете да дојдете до поголем залак од питата. Никој не ви е крив за тоа. Ова е јавен дискурс пред левица. За ова зборуваат новинари, за ова зборуваат јавни личности, за ова зборуваат интелектуалци. И сега вие сте најпаметни. Интелектуалците, новинарите, јавните личности, тоа сите се луди, апсолутно. И затоа што за прв пат се среќавате со таа народна фрустрација во парламентот, вие наместо да ја следите фрустрацијата која знаете да постои, вие непосредно се истурате на левица. Вашиот проблем е што воопшто народна волја постои во Народниот дом. Ова вие го знаете, не требам јас да ви го кажувам. Наместо да ја следите фрустрацијата на народот, затоа што во суштина вие се повикувате на владата дека имала привилегии. Првично, со тоа покажувате дека за вас политиката е борба за привилегии. Нас ке ни ги укинат, ама на владата ќе им останат. Вие ја разбирате политиката како борба за привилегии. Втората работа, ако има кај вас политичка волја, можеме веднаш да ги укинеме привилегиите и на владата, но вие тоа го немате. А на крај, не ме ни интересираат вашите аргументи за владата, затоа што овој политички систем е парламентарен. Непосредно се бира парламентот кој ја избира владата. Овде ние не гласаме извршна власт непосредно. Во собранието треба да се состои највисокиот морал политички во државата. И после ќе викате дека судството има 2% доверба. Апсолутно, да. Но и вие допринесувате во општата недоверба во институциите на народот. Тоа е еден магиобсан круг кој почнува токму од парламентот. Баш затоа што сме парламентарна демократија. И сите институции кои имаат низок ниво на доверба се резултат на вашата отуѓеност од реалните потреби и фрустрации на граѓаните. Јас сега ќе би сакал индиректно, но многу озбилно да му се обратам на председателот на ова собрание, кој на состаноци со меѓународни фактори зборува за достоинството на собранието, па зборува за достоинството на собранието кога левица прави драми. Кажете ми, председателе, како
се задржува достоинството на собранието, кога секојдневно коментарите за парламентарците и за собранието се такви какви што се. Вие знаете какви се коментарите за парламентарците и за парламентот. Дали тоа го повредува достоинството на овој дом и дали вие имате план нешто да направите, освен да се вадите на тоа дека левица ви носи популистички закони во собранието. Вие повеќе од нас треба да се грижите за достоинството на оваа институција. Но ако вие не можете да видите фрустрацијата, ако не можете да видите дека достоинството на собранието се деградира, тогаш покажува дека сте антиинституционални, дека сте антинародни и крајно тоа значи дека сте антидржавен елемент. Вашата политика е борба за привилегии. Но народот се демократизира и полека почнува да ја сваќа логиката на парламентарната демократија. И затоа вие ќе делегитимирате вашата собствена влада. Следниот пат кога народот ќе гласа, ќе знае дека избрал народни представници кои, кога било момент да направат нешто што јавноста го барала, пратениците посочувале кон владата. Следен пат народот нема да ги гласа тие пратеници. Не дека ви се заканувам, ви ова најдобро го знаете, бројките не се конечни. Баш вие кои правите трансфери на власт овие 30 години. Бројките не се конечни и многу набрзо може све да оди низбрдо. Дали е популизам ако левица посочува кон фактичката состојба? Дали не сакате да слушнете каква е фактичката состојба? Ако сме ние слепи на фактичката состојба, дека платата е 350 евра, тогаш популизам ли е ако ние тоа го спомнеме? Дали мислите дека народот не е свесен за вашиот социјален статус? Дека вие имате политички врски кои ви овозможуваат еден општествен живот кој не е достапен за народот? Дали мислите дека можете да го скриете тоа од народот? Дали можете да скриете дека сите ние добиваме многу високи плати? Не. И во тоа се состои денешното предлог решение. За враќање на достоинството во собранието, за враќање на некој надеж за доверба во политичките представници, а на крај и спасување на било што може да се спаси од интегритетот на оваа институција. Во тој контекст на екзистенцијалниот немир на нашиот народ произлегува и фрустрацијата, затоа што всушност тие 1, 2, 3 милиони нема да сменат нешто во големата слика, но нашиот народ знае дека 35 години екзистенцијалниот мир му се зима ради човечки фактор. Вие ни зборувате за европски соништа како да сме на Антарктик. Овој народ давал и резултати, овој народ имал што да понуди за себе, на светот и се понатаму. Ние имаме неверојатен капацитет, неверојатни потенцијали во нашата држава и се деградира со човечки фактор. Затоа е фрустрацијата за овие патни трошоци. Не дека 3 милиони евра нешто ќе сменат во големата слика, но ќе сменат затоа што народот едноставно гледа дека иако ги има сите предиспозиции да се живее добро, човековиот фактор содржан во 114 пратеници му ја определува судбината која му ја определува. Не треба јас да ве повикувам на морал. Не сакам да се дрзнам да ве повикувам на морал. Но имаме луѓе кои се втурнати во канџини извршители, на кредити, на банки, на лоши институции, па луѓе гледате ли каков е дискурсот за судството? Јас ли треба да ве повикувам на морал за во тој дел на нашето општество да го пронајдете својот срам? Нашиот народ многу умно може да процени кој може да одговори на неговата фрустрација. Иронично ќе биде најбогатата партија во Европа, која го подржа укинувањето на патните трошоци во претходниот мандат. Кога понудивме потполно укинување, сега да се вади на некои коалиции помеѓу левица и СДСМ. Предходниот пат СДСМ не го гласаше, вие го гласавте. Дали сте свесни дека покажувате дека вашата политичка кичма не постои? Затоа, колеги пратеници, не за мене, не за левица, ве молам да ја вратиме довербата и достоинството дека во овој парламент може да се одговара на народната воља.